Председателе, конгресниот туризам во главниот туристички центар бележи намалување и покрај идеалните услови и можностите за продолжувањето на сезоната до месец ноември, сепак има појава на тренд каде конгресите се почесто се организираат надвор од нашата држава. Хотелиерите сметаат дека со развој на овој вид на туризам, сместувачките капацитети во Охрид ќе може да обстојуваат и да работат преку целата година, а поголема заработка би имале и угостителските објекти и трговските дуќани. Не само Охрид, туку и останатите туристички дестинации од регионот се соочуваат со истиот проблем, а тоа е кратката сезона. Туристичките работници сметаат дека потребно е да се направи добра стратегија која ќе придонесе за зголемување на бројот на интернационални конгресни, научни конференции и семинари со оглед на тоа што Охрид е дел од листата во регионот на конгресни дестинации. Градот Охрид гледа потенцијал за привлекување на туристи со висока куповна моќ во конгресниот туризам, односно организација на семинари, на конгреси, форуми, сегмент кој како велат е неразвиен. Охрид нуди идеални услови за развој на конгресен туризам. Со конгресниот туризам се продолжува сезоната се до октомври, а се погодни временските услови и до ноември, ако се погодни. Само на ваков начин можеме да имаме туризам 365 дена во годината. Треба да се направи добра стратегија сезоната која трае само 2 месеци да ја продолжиме. И Охрид покрај класичен туризам, сончење и капење, има многу повеќе да понуди, само треба добра организација и визија за развој на оваа стопанска гранка. Развојот на конгресниот туризам оди во нагорна линија, а и нашата понуда се повеќе расте, така што гостите се задоволни и повторно ни доаѓаат. Уште во времето на мандатот на претходниот градоначелник се планираше ваков модерен конгресен центар, а изработена беше исто така и урбанистичко документација. Конгресниот центар, доколку се прифати амандманот за изградба, ќе биде наменет за организирање на меѓународни конгреси и конференции, а ќе придонесе во развој на конгресниот туризам, пошто Охрид е познат. Тој конгресен центар треба да има една голема сала во која што би се одвивале најголемите конгресни активности со капацитет од прилика од 1500 до 2000 седишта, за кое што ние инсистиравме да биде под тој минимум. Треба да има од 4 до 6 придружни сали, до 200 гледачи за конгресни активности, саемски изложби, годишни собранија, концерти и на некој начин би се опфатиле потребите на градот Охрид за развој на конгресниот туризам. Традицијата на организирање конгреси и други едукативни настани во нашиот град е позната, така да конгресниот центар треба да обезбедува професионални услуги за превод, толкување и организација на конференции, да биде синоним за врвни услуги, висококвалитетни преводи, професионализам, кредибилитет и исклучителна вредност. Охрид, па и другите градови во Република Македонија нудат дополнителни можности за време на организирање во поглед на уживање во природа, запознавање со културата, традицијата, можност за забавни активности, како и практикување на спортски активности во склоп на конгресните настани. Туристичката понуда на градот Охрид има многута понуди, а резултатите можат да бидат спектакуларни. Ја имаме чаршијата, преубави религиозни објекти од различни периоди во историјата, музеи, манифестации, тврдината на цар Самуил, убавините на Канео, Свети Наум, охридските сувенири, охридскиот бисер и така натаму. Сметам дека Охрид е познат за организирање на конгреси, семинари, манифестации, но од помал обем во постоечките хотели, затоа уште еднаш апелирам да се прифати овој амандман за изградба на современ конгресен центар за организирање на големи меѓународни активности или организација на големи конгреси, кој ќе биде најрепрезентативен во Европа за сите видови настани, изведен по највисоки стандарди. Со ваков капитален објект, Охрид само ја збогатува туристичката понуда со развој на еден елитен конгресен туризам. На Охрид како туристичка
центар, но и на Македонија, и треба еден ваков центар за организирање на голем број младински и конференцијски настани, конференции на меѓународни асоциации, корпоративни конференции и разни гала вечери. Со оглед на фактот дека имаме и аеродром со кој се олеснува транспортот на гостите и богата ризница на значајни културни споменици, нашиот Балкански Јерусалим ќе биде уште попривлечен и ќе му се даде нова духовна и туристичка димензија. Да напоменам дека во наше време беа реализирани бројни проекти од областа на културата, како реконструкција на куќата на Робевци, Свети Климентовиот универзитет на Плаушник, Музеот на вода, реконструкција на фасади карактеристични за охридската архитектура, конзервации и реконструкции на неколку цркви и така натаму, и сето тоа ќе може да го посетат во рамките на настаните кои би се одржувале во Охрид. Да се навратам на амандманите. Најголем број од амандманите кои што ги поднесовме за овој ребаланс од буџетот ни беа одбиени. Од вкупно 174 поднесени, само неколку се прифатени. Почитувани колеги, ве прашувам што може да направите за граѓаните и за својата држава. Нема пари за конгресен центар, ама затоа има за партиски вработувања и луксузирања. Ако треба, за партијата ќе се откажете и од сопствените ставови. Потребни се предвремени парламентарни избори, Република Македонија да добие одговорна и совесна влада која ќе се насочи на подобрување на економскиот стандард на граѓаните. Ви благодарам.